Па прво е давање на важност на сета проблематика која имаат, со која се соочуваат луѓето кои ќе дојдат во трето доба, затоа што јас мислам дека недоволно во нашата земја се зборува за тоа. Да, имаме многу проблеми кои би требале да ги разрешиме во земјата, но во исто време имаме огромен број на луѓе кои влегуваат во категорија на трето доба, кои имаат посебна проблематика и која треба да се третира на некој правилен начин, со голем интерес и со многу големо внимание, за да може сето тоа да се разреши, односно да се подобри и менталното и физичкото здравје на луѓето кои се во трето доба и со тоа да се покачи квалитетот на нивниот живот. Дружењето на пензионери е првата врата која треба да ја отворат, затоа што во нашата земја, системот би требал да создаде уште многу други места каде што би можеле пензионерите да се обратат и да побараат она што им треба, ама ова Сдружение на пензионери сега ја врши и онаа пионерската улога да се залага за подобрување на квалитетот на животот, за подобрување на здравјето, за менталното здравје, за физичкото здравје и за решавање на многу други проблеми кои ги носи третото доба. Сигурно дека се заинтересирани, а оние што не се заинтересирани, ја мислам дека само него нашли тоа натре во себе си. Можеби се или во некоја депресија, или во некои проблеми, со здравствени проблеми доста од нив, со проблеми, социјални проблеми, материјални проблеми. Кога има човек од проблеми, тогаш не бара дружење, не бара место каде што би можел да излезе, да направи нешто за себе, него ги решава проблемите. Нашата работа е да им помогнеме оние да си ги решат проблемите и да дојдат. Мислам дека е суштествено да се има хоби, за да може да се одржи менталното здравје. Хоби, значи нешто што нив ги интересира, нешто што они сакаат да го прават, нешто на што ќе го дадат своето внимание, затоа што колешката Преска кажа дека тоа може да биде да личи на медитација, значи да се концентрираш на нешто, да го правиш тоа постојано. Од тоа постојано со начинот на правење ќе доживуваш задоволство за себе си, ќе си го даваш сам себе си задоволството. Така да секој би требало да најде нешто такво во животот, нешто што е само за него, хобињата се нешто што е наше, нешто лично, поврзано со некоја наша внатрешна динамика, со нашиот внатрешен свет, со нашите потреби и желби, и би требало секој тоа да го има.